Констатацијата дека полициските службеници често и лажно се правеле болни, како и дека секое петто боледување во Министерството за внатрешни работи е лажно, за првиот човек на МВР е катастрофална. Истрагата, која, како што вели Тошковски, била иницирана на негово барање, се уште не е затворена и тој прстот го впери и во лекарите. Значи, тој процент на боледување се движи од прилика негде околу 10% во континуитет. Замислете сега во приватна компанија една, каде што имаме негде околу, да имаме околу 100 вработени, секој месец најмалку 10 од тие 100 вработени да биде на боледување. Секој еден месец. И се тоа вака ми беше како трн во око. На моје барање беше отворена истрага во рамки на внатрешна контрола. Во Министерството, знаете, вие имате право да побарате боледување, ама одговорноста за даденото боледување не е кај полицискиот службеник, туку е кај докторите кои што ги издале, доколку немало законски основ да биде издадено таквото боледување. По утврдените неправилности во издадените боледувања во МВР од страна на Фондот за здравство, денеска на прашање на 24 дали ќе следуваат нови контроли во други институции, но и што конкретно ќе се менува во системот за да се спречат вакви злоупотреби во иднина. Клековски рече дека контролите се редовна активност, единствено по барање на работодавачите. Дали работодавач од јавен или приватен сектор, ние на сите барања за контрола редовно одговараме. Ова контрола во МВР издвоивме заради опсегот, таа требаше 5 месеци, бидејќи беа контролирани, може би звучат малку 80 лица, ама 110 установи беа контролирани, бидејќи се тие на многу различни места. Истрагата која покажа дека од 500 боледувања кај вработени во МВР, дури 80 од нив се добиени со неправилности, ја подели јавноста. Додека едни велат дека дел од боледувањата биле оправдани, други тврдат дека се злоупотребувал целиот здравствен систем и дека полицајците се тие што се платени да ловат криминалци, а не самите да прават криминал. Инаку, за утврдените прекршоци веќе се покренати постапки за казни во вкупен износ од околу 1,2 милиони денари.